Почитуван премиер, јас тука ќе се согласам, а чина ми мнозинството од колегите пратеници ќе се согласат со тоа, со оглед на тоа во каква состојба ја наследивме државата. Тука пратениците најдобро знаат во првиот момент кога влеговме во парламентот и кога се соочивме со ребалансот на буџетот, она состојба која што ја начекавме беше и полоша од она која што ја очекувавме дека ќе се најдеме. Ме радува фактот што остануваме влада која што ќе се задржи на ниските даноци, но во исто време е силно посветена и на сузбивање на сивата економија, бидејќи загрижувачки е. Напоменавте еве дека имаме зголемена наплата кај царината во управата за јавни приходи. Загрижувачки е тоа што не знаеме овие средства кои што се дополнително и успешно наплатени, каде претходно оделе со претходната влада. И тоа е нешто со кое што сериозно мислам дека одговорните институции треба да се позанимаваат. И во овој дел во сузбивање на сивата економија, ќе кажам дека ме радува и што имаме придвижување на фактурата која што дополнително ќе придонесе да имаме сузбивање на сивата економија. Во делот на животниот стандард на граѓаните, бидејќи зборувавме и за економијата, значајно е да се подобри животниот стандард на сите граѓани и посветени сме на сите граѓани, како и на пензионерите, така и на најмладата категорија на граѓани, но во овој дел би сакала да поставам дополнително прашање по контекст еве на подобрување на животниот стандард можеби на младите, бидејќи ценам дека она кое што се вели дека младите се иднината, ние го докажуваме дека не е само обична празна флоскула, туку треба да се работи на истото и со дело. Во тој контекст на подобрување на нивниот животен стандард ќе поздравам одлуката на владата за проширување на оперативниот план за вработување за над 460 милиони денари, со што всушност се поддржуваат и младите до 29 години, но и над 29 години. Во контекст на ова би сакала да прашам каков е планот на владата за поддршка на младите од повеќе аспекти и особено во делот на создавање на услови за нивно вработување, создавање на услови за подобар животен стандард и секако оној дел кој што е можеби најважен во делот на младите и нивното образование, какви се нивните вложувања во овој дел, но и во делот на придонесување во науката, бидејќи знаеме дека едното без другото не може да оде кога зборуваме за создавање на силна младина која што треба да ја води државата. Ви благодарам.